Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија за Куманово. Продолжуваме со исто темпо на работу, да на свите граѓани на Куманово да го честитам православно ново годину, да посакам многу здравие, успех и среќу живот. А данас имаме една супер интересантна соговорника, стара градска кумановска фамилија, над 150 години има корени одека, а наши ваш гост е данаска Јордан Јовановски, или кумановци ги викав Дане Жедо. Од Жедево фамилија. Дане, здраво живо, како си? Добро, многу поздрав на кумановци. Прво би те запрашаја, од куди е надимак Жедо? Надимак Жедо, мој дедо Милан е, на татка ми татко е прв Жедо наречен, за тој што скршил с камен, разцепил му глава на некој дете, па бегал дома, па га тражили и он остра пожутеја цел. И завикале го, Жетко, Жетко, он бил 5-6 години на дете, завикале го Жетко и Жеда му останал надимак Милан Жеда, па татко ми друг Жеда, Тоде Жеда, па јас сум трети Жеда, Дане Жеда. Па имамо 8-9 генерации наши Жедеви у Куманово живи. Мако необичаен надимак, едини у град Редак, и секад проде некој од вашу фамилија по чаршију, не вика по име, него вика, вика Жедо. Да. Можда по име и презиме нема. Кој ме знае мене Јордан Јовановски? Никој не ме знае. А Дане Жеда с много се познава. Еве ти кад збориш со овие кумановци твои генерација, доктор Владо Думац, Миле Поповски судија, они те викаат сви Жедо. Не те викаат Жедо. Тоа е станало. А и мене ми е многу мерак што такој ми се обраќа. Да. По тој сме ми познати. Како си те викале у Скопје, иако ти си у Скопје отиша 65 година, и таму ли те викале Жедо или? Па и таму, Бога ми, тие не знаев, али тие што знаев, имам со кумановци што сме у Скопје, пошто сме ишли, организирале сме своевремено кумановски вечери у Континентал, сега се вика Holiday Inn. Да. Организирале, собирале сме се кумановци. А и тој некој у комшије, куде што живо ја знаев. Само Дане ме викав такој по надимак, не. Дане. Еве сега, обичајно и вас ке ве прашам на почеток на емисију. Ви сте родени у центар на град. Објасните на наши гледачи куде е тачно. Јас сам роден Карши, школу Крцем и Сирков, или сеќам се, ми го вика смо изгорена школа, јас се сеќам на пожар, кад изгоре. Тоа е било Дане 52 година. 52, 53, јас се сеќам од наши куќу. Чешма има, нели има чешма и данденаска постои. Да. На Ќоше на двор, Карши тој чешма, туј е наше куќе, ја како дете од прозор сам го гледаја пожар кад изгоре. Крцем и Сирков школа така. И од тога го завикамо изгорена школа. Да, туј сам баш од тој мало, туј су Потеви, Индови, ми Жедеви, драги Џоеви и туј сме. Кажи ни, ти кад си раснае како дете у тој реон, у тој дел на град, тога не имало многу куќе, ви сте били доста малку фамилија тој. До Соколано е било Куманово. Од Соколано нагоре не е имало ништо Куманово. Соколано е била последња. Задни бастион е било тој. Баждарче горе, а куде што се составља пут од за Пчињу натаму, да. Од Пчињу и од Билјановце, туј га вика смо Баждарче. Туј се наплаќаше, држава наплаќала баждарино. Како ќе дое селјаци од Пчињу и од на пазар у Куманово, наместо на пазар да им наплаќав овие дажбини некој што треба, туј ги наплатив, затоа се викаше Баждарче, баждарино. До тој е било Куманово. Чак што више до Соколано, од Соколано нагоре до Баждарче, па имаше едно 100-200 метра празан простор. После се Куманово прошири. А до гробишта не е имало ништо, кал до гуш. Тој е била ваша куќа, баш куде фонтану малку погоре, а туја около имало ли е куќе пуно или не? Имало е све, стари мала се. Стари мали, да. Сега улица што е Треќа македонска бригада. Булевар, да. Булевар. Тога се вишкаше Пуцково сокачи. Пуцкови. Пуцко Тишлер имаше работилници и Пушков сокак, што водеше према Бумбалово фурњу, према тамо дол, сега е дол покриен. Добро.
покриен е дол, тамо тој се викаше Пуцково Сокаче. И туј смо биле миндисци, морјанци, жадеви, потеви, како се викаше тај, више са го забравија, Лила Потева ли, тај една. Туј јас знам, може сам грешка, ти ќе ме исправиш, на тој булевар Џартеви су живеале, за фамилија Џартеви. Не се сеќам за Џартеви, Да. ја не знам. Јас знам Џартеви доле на куде Стару цркву, натаму. Да, имало е. А тие туј не ги знам. Да, може сам ја лошо разбраја. Сега, опиши ни како е било детство во тој време. Детство е било карактеристично што овој период у зиму е имало пуно снег. Да. Ево кој ќе ти кажа. Наше детство е било многу што се вика безбрижно. Бар мое може да ти кажам. Играле смо у школски двор на Крстем и Ширков, тамо смо играле топку, боси, преко цело лето боси. Додека трае школска година, туј смо у школу ишле, а преко лето боси, ама не имало некој луксус, не имало некој, али смо биле весели, здрави деца. А снег, 54 година имаше голем снег. Цел метар на Велешки сокак што води од центар према Соколанов на нашу улицу, така се викаше булеварот Народна револуција. И денеска може да се тако вика, не знам тачно. Да, Народна револуција. Народна револуција. 1 метар снег. Па у куќе пада са кровови од тежина на снег. Па смо се качувале, ја не, ама мој да го трзав снег од кров, да падне доле, а 54 година, сеќам се, голем снег беше. Многу голем. Тога бева зиме, длъги, јаки, од 11 октомври па до 1 мај све тој било Ладно е било. ладно зиме. Гено. За 1 мај имало ситуација кад и за 1 мај ќе пролиќа, ќе падне снег. Али ви сте како деца и сви други кумановци тој време кад падне снег, санкање, лизгање. Санкање, Арно што ми спомна, санкање од Соколану надоле, кај ќе се спуште смо, тој санкање е било, тој луѓи не може со по улице да прави, само по крај. Па зимале смо и овие слубе, мердевини, слубе. Па на едну слубу ќе се наредимо 5-6 душе, па надоле се спуштамо, тоа е било санкање до чешмо, до туј се е доваѓало. Надоле према Па площад. чак и до автобуско некаде суште санке. Пројде се оној кад се спуштиш надоле покрај школу, па по оној Вартекс стар и доле до автобуско иде санке, вика. Не имало сообраќај. Не имало сообраќај, площад не беше изграден още со овие споменици, беше коцка, тумба беше, што се вика куде тумбу, 4 бандере, не имало сообраќај. Сообраќај многу малку имало, државни службени возила, а приватни возила не имало. Не, С кого се Дане како дете највише играе? С Драги Ивановски или с Драгита Џојата. Драги Јакимовски Џоја. Драги Јакимовски, да. С Драгита Џојата, па еден Драги Славенка се викаше. Еве го дека Џоја, браво. Да. Овој сам ја. Наш познат кошаркар. Ово е Џој. Заедно смо ишли у Соколану на кошарку. Да. И заедно смо тренирале и после ја пројдео за Скопје и не мога да продужу со спорта, а он остана и направи убаву кариеру У Куманово. у Куманово со кошарка. А Владо Боцевски исто ја га однесемо го у Соколану. Жмаро кад се упишамо у средњу школу, отиде Жмаро, дојде и Жмаро го однесемо у Соколану, меѓутим видева го одма работнички декан. Високо, он беше за целу главу повисок од нас. Сакам да те прашам, Изема- покрај Џојата, кои сте биле другари од детството? Ту е мало конкретно. Па, Јосе, како да ти кажеш сега, он е покојан Јосе, имаше браќа Миле, Моне, Ваце и Јосе, четворица браќа беа, Добро. мајмунци ги вика смо такој. Јосе ми е бија моја генерација, Ваце, Миле и Моне, они беа постари од мене. Џелјови беа туј. Да, Џоја фамилија ден данас ке ту е она. Још ли е туј Ту е Џелјов? Џоја фамилија, да. Џелјова фамилија.
После u toj sokače kod što sedeše Džoja još postoji sokačeto. Tu smo makom na glavnoj ulici izbjegavali smo da igramo. Tu u toj sokačeto kod A vi kažu Krsto Svirko ste igrali po celom topku. Po celom topku i Dimir Boze noge Đelik i sve to je naš teren беше tu. Da. Naš teren беше tu и по целом топка tu немаше тага ни кошака ни баскет. Кошаку со колана, али по градова кој Да. табле со баскет такви работи немаше. Tu и само партаljivka топка и по целом. Кажи ми некој збора за твои родители, твој татко и мајка, што се работале? Абе, сега како да ти кажам. Мој дедо на татка ми татко е еден од први кондурџија у Куманово. Он е почнаа да прави овакви Ципеле. кондуре европски модел. И дуќанџија бија мој дедо и маја дуќан у центар куде апотека што е. Ту и маја дедо ми дуќан. И до тога су се оние опанци со врчке од биловску кожу или воловску кожу врже. А он е бија сега меѓу први кондурџија у Куманово, Милан Жеда и новинар Петар Трајковски ga има пишано у книгу Дедо ми Милана. Има ga спомнато и пишано Милан Жеда, кондурџија. И сега татко ми и негови тројца браќа, татко ми е треќи поред, четворица браќа се они, сви се работали у дуќан. Татко, чичо ми Коле, он е најстар, и чичо ми Душко втор, Коле Жеда и Душко Жеда, они су у дуќан работали, а татко ми Тоде Жеда, он даде се на трговија со кожу, кожарски трговец. А тај најмалиот чичо ми Трајче, он е покојен, сви су више они покојни, тај најмалиот, он отиде текстилец, текстил промет работеше. Он е бија учесник на Сремски фронт и до Целје стигнаја 45 година, после се враќа и запослуе се у текстил промет и ту е. Еве ќе покажемо татко ти, ти ни кажува пред да го почнеме мисло, има едно интересантно случку таму у Стругу. Татко ми е 40 година. Ова слика ти ќе ни објасни што е. Да. Ова слика што е илустрира? Таа илустрира паднат авион, италијански авион, кој го е соборила артилерија на Краљевина Југославија у Стругу. Пошто е прелетуваја од Албанија преко Стругу, преко Охридско езеро, Грчко да бомбардирав. Добро. И пошто се прелетувајале преко југословенски воздушни простор, гаѓани су, еден авион е соборен у Стругу и татко ми е бија на војну вежбу, со ga викале тага, на војну вежбу, и он имаја апарат, еве ги тие. исто, он ја имаја апарат и војска немала апарат, и татко ми имаја свој приватен апарат и сликаја има го тој, као документ за историја. Тој треба историчари да се заинтересира за тие. А кажи ми, татко ти Дане некад кажува ли ти како е било за време на Други светски рат? Знаеме дека е било тешко, дека е било сиромаштија. Татко ми е бија за време на Други светски рат еден период, не знам колко време, он се работаја у дуќан со све. Али еден период е бија на Петровац, логораш, да на изградњу на Скопски аеродром. Бугари су ga правиле, татко ми е тамо оттеран, да, и тој му е после Други светски рат признаено како логорашки стаж. Он е бија тамо, работае, копале су земју, рамњале су све, и тамо е седеја, не знам, около годину и пол, мислам. Около годину и пол, после, кога дојде Југославија, кога дојде Македонија и све тој, негде 70, тако е, негде 70 годину, 1970, кога татко ми почна да ga средуе свој стаж, тага искочи некој закон, на njega му ga признава тој логораш што е бија, тај стаж, и доби некој бенефицију не у паре, него како ако е бија година и пол, 3 години му го признава, у дупло тај стаж. Да. И такој да он имаше околу 30% му, сега се сети, околу 30% му го зголемива стаж. Татко ми ја имаја околу 32-3 години. Стаж соберено, работено све, и 5-6 години доби
tu i beneficiju i tako da on otide sa skoro 40 godine staža. A i tak se sa 60 godina ideš u penziju i on 80. godine se otide u penziju, 1980 otide se u penziju. On ne bija na frontu da ratuje, ne? Na front ne otide, njegov pomal brat otide. Da, ti kaže da je njegov pomal brat. Njegov pomal brat otide na front, on ne otide zbog toga što... Ama, dobro. Ovo je slika od... To je tatko, mislim, za vreme Kraljevine Jugoslavije kao bećarstva. Ko je taj druga osoba? A majka ti što je работала? Majka mi je pa, kako da ti kažem, majka mi je na Projevski sokak, moj dedo Kiro, na majko mi tatko je bio bogat čovjek. I na Žedevi, možda se kaže, sad zboru za Žedevi. Na Žedevi pola Biljanovca je bilo naše. Biljanovce. Tamo smo imali kuća, gumno, trlo i njive ukolo naokolo. To je kako jedan čifrik. 2-30 hektara, ne znam koliko, zemlju. Kuća što je škola što je izgrađena u Biljanovce na naše njive. To je sve 46. godine sa agrarnom reformu Zemana. 46. u Zemanu, 47. Dućani su Zemani, 48. pretresi po kuće, 49. godinu puštolji usta i nekoj Crnogorci su bile. Imamo taj period gorko iskustvo. Na dedo mi su pištolji usta i poslednji pare od džepnog izgleda. A pa, to je, deda mi Milan je bio šlokiran, on je na tatka mi tatko. On je prvi svjetski rat. Počnaje ga kako srpski vojnik, bija na bitke na Drinu, pa tamo ga zarobile, pa ga dali na Bugari, pa Bugari ga pratili na Kajmakčalan protiv Srbi. Dedo mi Milan ga je počnaje prvi svjetski rat u srpsku uniformu, a završio ga je u bugarsku uniformu. I 18. godinu se vraća od front, 25. godinu se šlogira više. I 23 godine je čuvan šlogiran. A pa majka mi, na majko mi tatko, dedo mi Kiro, on je bio mnogo bogat čovjek. Mnogo bogat. Još je 30. godine on je kupio kola Forda i je zaposlio šofera da ga vozi. Pa posle mu gi dava Forda na šofera. Eve, vozi ti, taksiraj po Kumanovo, održavaj gi kola, a mene kad mi treba, ja ke te viknu da me voziš i ke mu dade dnevnicu dedo mi. I te je bio mnogo bogat. Majka mi je od bogatu familiju. Da. Ona je, kad je došla kod je tatka mi, 42. godinu tatko mi, kad zemaja majko mi, ona je donela mi raz mašinu za šijenje, što je bilo, i prva je donela u Kumanovo politiran nameštaj, među prvi. Burgović ga je pravija politiran nameštaj i majka mi je donela politiranu spavaću sobu pod politiran nameštaj, što do toga nekoj pola Kumanova je spalo po... Кажи ми, нормално родители ги възпитават, деца, татко ти, майка ти са ви възпитували да бидете честни, отговорни люди. Майка или татко, кој е бија построг? Kod mene, znaš što će ti kažu, bili su i dvojica strogi. Međutim, ja sam mnogo čuvano dete bio. I moji sestre. Mi smo bili dobro situirana familija, čuvani smo bile, ali mnogo strogi. Tatko mi je mene vi kaje, nemoj da ti se desi da mi dojde narod na vrata da se žali da si napravija nekoju belju negdje. Pa da dojde narod na vrata. Ili da mi dojde u toj vreme milicija. Milicioner na vrata da mi dojde da si napravio nekoju belju. Ja sam mnogo pod strog red i disciplinu bija odgajivan. Inače ke padne čutek? Inače, nema tu i kod je tatka mi, nema tu i... A nešto napraviš belju, 1 kilo ću tek odmah. Nema tartena. Što si naučio ti u životeve, što danas kada ima, što je bogatstvo? Od tatka što si naučio, od majko što si naučio? Naučio sam da u život, ja sam posle toj rabotaje 40 godina sam spare. Da što je moje, moje, ama što ne je moje, ne je moje. Ne sam u život dozvolio 100 pare da ja sam bio šef na trezoru u banku. 30 godina. 100 pare, 30 godina sam brojio pare sa sveće, dinari, devize, dinari, denari, devize, srebrenici, zlatnici, menice, hartije od vrednost.
оригинали, фалсификати, све тој, каде мене не се е десило никад. Одговорна работа многу. Јас сам сваки ден бија на електрична столица сум седеја. Сваки ден. Сега кумановци мора да отвараш очи. Ама знаеш што? Да. У маркетите еден пут, два пута у годину правиш попис. У магазини еден пут у годину два пута. У Трезору банко јас сам бија ИК банка Београд, дела Леница Скопје, после тој ИК банка, па сега се вика Халк банка. Попис се прави сваки ден у Трезори на банки. Сваки ден ти мораш да мислиш дали све ќе се сложи. Док све не се сложи, док све не биде како што треба, нема дома идење. Све се бија по стрес дан. Јас сам бија по стрес. Иначе, у живот многу, свак млад човек прави грешки. Јас сам правија грешки у контакти с другари, с девојке, с дечко, с другари, вама тама. Иначе, кој у тој поглед, да ја праву некои криминални работи, некои, како да ти кажу, некои нечестни работи, тој не сам смеја да помислам на тие работи. Али, за жал, ти си останае чист и правичен, али пара ga човека некога обземе. Мене не ме е ништила пара. Мислим Сакам пара... да кажу, забрави се и само... Не. И направи кикс и после више нема назад. Ја и ден денеска като отиду у Халк банку у Скопје, у Трезор, свите тие што су тамо на работу, сега су мои ученици. Јас сам ги учије. Што си советуваја Данево, кој? Советуваја си ги нормално да биде поштени, број еден. Не тој, него јас ми кажа, не смете да дозволите да ми го окањате образ. Јас сам ве учија, ви сте биле мои ученици. И погрешисте, у Идризово на клавир ке свирите, нема тарте мртете. Тоа е, каде мене е било пропис. Еве ке ти кажа на случај с мене. Ја 70 годину треба да иду војник. На 12 јуни 70 годину ја отиде војска. Негде април 70 годину татко ми и чичо ми Душко, постар брат на татка ми, седев си у двор у нашу куќа у Куманово. Тој карше изгорен школа. Да, тој е. Седев у двор и доваѓа полицаец. И татко ми и чичо ми, изволте, што тражиш у нашу куќу? Вика, јас сам дошao да прашам за Јордана, за Данета Жиду, кој му е татко? И татко ми каже, јас сам у татко, овој му е чичо. Што, вика, да не е направија некој белју, да не е нешто такву работа. Одма, да. Не, рече, не е направија никакву белју, одма полицаец да ги смири. Не е направија никакву белју, вика, него јас сам дошao, ти како татко да те прашам што ќе ми кажеш за твојега сина. Дали си како татко задоволјан, дали ти е дете воспитано, дали учи школу, дали нешто прави некој белен. Не рече, до сега дали те е посрамија, до сега не ме е посрамија, ништо не се таква работа. Зашто прашуваш? Вика, он треба да иде у војску на специјално место. Тамо не може свак да отиде. Ми за njega све знаемо, полицајци вика. За мене све знаемо, ама дојдемо и тебе како родителја да те прашамо дали си ти задоволен од твоје дете. Од мене, дали е задоволен. И ја после, кад гледам куде киду, тој е 70 година, ја 69 година положи возачки испит, имаше веќе пред војску, скоро годину дана возачки стаж. Мене ме праќа во Белу цркву да 3,5 месеца на шоферски курс од тој у гарда у Београд, у Бели двор, каде свак не може да припари таму. Титова гарда. И тој у војно полиција, у државна служба. Овој да не е та слика? Таму сам тој. У тој време, Дане, да објаснимо на гледачи на овие помлади, привилегија и час е било да бидеш да служиш у Титову гарду. Свак не е могаја да биде. Ја не сам знае дека таму ќе служиш. Мене од Белу цркву, кад заврши моја обука, пративаме с автобус до Земун. У Земун дојде мој старешина да ме земе, да ме носи у единицу тамо у Топчидар. У Топчидар тоа е било привилегија. Тамо не е могаја никој да отиде. Таму се чукај. Како е било Титово гарду? Таму имало некои сигурно кодекси на понашање? Дисциплина, да. Добро, имаше, како сваку војску, дешаваше, пошто Бели двор,
Топчидеска касарна е около Бели двор, 30.000 војника го чува со Бели двор. И јас сам бија, а ми војна полиција со сопортачи, ми сме биле пацари. Никој ништо не ни смееше, ама таму е било све ова кој чукано, како лубенче. Све бирани деца. Мислим, по воспитање, по карактеристике, по све. И јас сам само на извршење задачи работаја. Ја по 400 км, 500 км дневно сам возијан из Белград. Овие војни полиција. Дали е тачно и дека и ден денеска, после толку години, после толку децении, стари кумановци си викава и овие луѓе кои живеат дека и по нормално свите, дека школа, дека војска е школа живот. Да. Да ти кажу едно. Узбуден сам малку, нека ми извини гледачи, кад се сету на тие работи. Кој не е служио војско, тој не знае, тој нема да стане домаќин и не знае што е воспитање и ред и дисциплина. У војско се знае, са бале у 6 се станува. Идеш на мијење, на бричење, на све, па постројување. Војска ga направи човека домаќин. Јутре треба да се жени, треба да фамилију да ствара, фамилију да ствара. Тоа е тоа. Ја и денеска прижеljкуја овај наша држава Македонија да уведе поновно служење на војни рок. Не може, вика, сега е модерно време, сви... Какво модерно време? А, за жал, војска ќе ги научи млади деца, што викаш, на не само одговорност, тоа, на војска е дисциплину. била, војска се знае за било која природна катастрофа, за било што. Прва на војно поле е војска. Прва на фронтову линiju, што се вика, дали поплава, дали земјотрес, дали не знам нешто. Mi smo lovački dom kod Kumановско банју. Туј смо, јас сам пошумуваја туј како средњошколац, ишле смо на пошумување. Ишле смо у речицу да беремо мумурус како средњошколци. Али не е тоа, али војска се знае. Јас сам присталица да се поново уведе војни рок. Мој сине служија македонско војско. Да, да. После го укинава. Треба се служи војска, јас сум за тој. Кад смо кај војска Сини да у кажем... Скопје служи, али војско го служи. Да. У Скопје живимо, извини, молим. У Скопје живимо, оно Ѓорче Петров војско служише, ама не смееше да, ја не му даваше да дојде дома. Тамо, у војско. На војну храну, на војну дисциплину, на војно све. Да се научи. Ја идеше у Ѓорче да ga посету. Пари не се му даваја, тек тук ќе му дам нешто, да се расврља лево-десно. На ред и дисциплина. Ти што викаш, еве, јас сам био војско у Љубјано, Сабаља стануваш у 5, бричење, постројавање, физкултура. Да, физкултура и последни... 3-4 километра ќе зајдеш, ќе трчиш, нема не може или нејчу, нема, мора да извршиш. Не, немате. Што вика, команда е наредба. Аме сега ја, пошто беше у војско у Београд, у тој гардот, у војна полиција, ми добивамо извештај дека на железничку станицу Уборот ќе стигне војна вагон со војну пратко. Било што. И треба да идемо да извршиме обезбеđenje на вагон за да се истовари тај војна пратка. Још ми не смо стигнале, веќе дипломатски возила наредиле се тамо со дипломатски таблици. И ми добио сам наредба да запишеме сви дипломатски таблици кои ги видимо тамо. Да. Ово е интересантен податок. Јас сам работаја и на, како да кажу сега, после овој да ти кажам. Тито треба да иде у посету на Западну Србију, тамо, за Црногоро ли беше, не знам. Од Београд преку Младенова, за Рашку, па веќе не се сеќам, дали за Пеќ, дали за Приштину. Mi smo 2 месеца пред Тито да пројде со воз по тој пругу, с njegov voz, како се викаше, плави воз. Да. Пред да пројде, ми 2 месеца обезбеđenje на пругу давали. Да се... Све е проверено, све е било под строг режим и контролу. Не може да се деси воз, Тито воз да проваѓа, оно да експлодира бомба. Тоа нема шанса. 2 месеца по тој војска обезбедувала. Војска ти е војска и која држава има војску, таа е држава. Тој да знае. Имало ли с тебе кумановци у Београд у војска? У војско кумановци не. Значи ти си бил едини кумановец кој бил Кумановец, во тоа време. тој се све знале за мене со специјални, што се вика, карактеристики се ме пратиле и татка ми се го прашале дали е задоволен од мене. Ја тој ништо не се знае, после го дознав.
Ali ja sam bio mnogo izvršitelj. Mene, kad će mi kaže sa starešine tamo, najviše mene me zima da idem na zadače sa smene, zašto ja dobar šofer, gradsko dete, inteligentan, kako da kažu se da ne se falu mnogo. I mene me uvek najviše zima i izvršitelja. Da si izvršimo zadače. Mi smo išli i po moji tije starešine u vojnu policiju, su oni bili i po špijunske rabote, na otkrivanje na špijuni. Ja sam gi vozio, imao sam 4 para registarske tablice, i civilni i vojni. Samo menjam. A kako vojnik u Beograd, verovatno si iskačaja u grad. Da. Čuvena Skadarlija je bila tamo. Da, svega, Beograd i 100 km Beograd, svi ulice pa sam ih znao. utakmice Zvezda Partizan. Na utakmice. Daj si Zvezdaš, daj si Partizanova. Zvezda Panathinaikos, ne znam, mladi ljudi, da li se sećaju. 71. li je bilo to? Tako je, 71. Zvezda Panathinaikos. Na Zvezdin stadion, ja sedu gore u ložu sa mojega majora li beše, potpukovnik ili pukovnik, ne se sećam više. Sedu u ložu i sa smene radio stanica. Tu je glavni centar za obezbeđenje na Zvezdin stadion. 100.000 ljudi. U Beograd se menjaše režimno saobraćaj. Zaustavljaše se na Terazije, gradski saobraćaj, sve se zaustavljaše, 100.000 ljudi treba da otide na Zvezdin stadion. To je reka narod. 5-10.000 samo vojska ideše na stadion. I mi smo imali po 3-4.000, po 3-400 policajca, pola okolo stadion nadvor, pola unutra na tribine. Vojska da ne pravi belje probleme. A ja sedu sa mojega starešinu, radio stanicu i komuniciramo sa svite ovija. I tega Zvezda te pa 3-0. I Zvezda pobjedi, ja sam ga gledaja od ložu kod što sedi najbolje mjesto, sve se gleda ovako. Ali ne se plasirao u finale, zašao tamo. Dobro, to je već druga rabota, ja važno... Skoro ne znam da li te pa 3-0, ne se sjećam, ne možda kažu. Išao sam na Partizanov stadion. Ti si Zvezdaš ili Partizanovac bio? Ja sam poviše bio za Partizana. Ja sakašeg je onaj Partizanova generacija, Partizanove bebe što ga vika sa Jusuf i Miladinović, Vasović. Bečejac. Bečejac, taj generacija. Bečejac je posle, mislim. Šoškić golman. Šoškić golman, to je beše 58-6, godina. Tu je generacija bila. Tu je sakaše. Ja u futbol igraše bek, pa se vikaše, ja sam Jusufi. Pa ta ekipa na Partizanu igra finale Ligu šampiona s Reala. Da, ona igra. 6. godinu. I možeš da gi dobijama, da li se prodade ta utakmica. Izgubi ga 2-1. Ne, da li se prodade, da li ga stvarno izgubi, to je ne znam. Iako Partizan povede, mislim neka 55 minuta 1-0 s Vasovića da je gol. To je beše strašan tim, Partizanov tim. Сега да не мора да ги покажемо на Кумановци. Ти си има едну добру генерација у школу, ученици, другари и данданаска. Тебе ми сме големо другарство било. Која ти е била учителка, да ни кажеш, и која ти е ова генерација? Ево дека пише 53 година. Не, 56, пардон. 56. Овој сам ја прво оделение, не сам прво. Второ оделение сам, учителка ми е Нада Стошевска. На Ику мајка. У Скопје кој живи мајка. У Скопје Ику, ја и смо генерација, с Ику ми се гледаме од време на време. Да. Видимо се с Ику. А во ми е Нада Стошевска, моја драга учителка, али почината е више. Да. Ја га моли Ику да ме однесе куде, ајде наска јутре, починава. Каква е била учителка Нада, еве? Не се сеќам прво, друго оделение. Али како педагог сви су биле како педагог сви неописмени она шо? Да. Кој сам дека на слику, може да ни кажеш некоја друга? Славче Чавче Славка, одедене у Крагуевец, чини ми се. Не ми текнуе, ја ги као лик се сеќам, ама како се викасла, што се викасла. Добро, по име не може да кажеш некога или не сеќаш. Дозволи ми да го погледам се. Ајде. Ово е Љупчо Кеке. Аха. На Љубомир Екимовски Кеке. Добро. Он е тој, со njega сам био у клас, у оделение. И овој треба да е Чедо Цар. Ама не сум сигурен. Добро. Ово е слика пето оделение, 59 година. Еве сега овде. Еве га Ангел Кузе, што беше добро. Од територијална одбрана тамо.
Еве сам ја позади. Чекај, дозволи да го погледам. Ово е Панче Режанов, што беше на време кандидат за градоначалник на Куманово, директор на земјоделску школу у Конјаре, Панче Режановац. Он е со мене биел. А кој би била класна? Еве, класна ни е била Десанка, професорка по математика. Добро. Моја драга професорка. Овие го Виолета Деур. Дозволи ми само још нешто да... Ово е сликава у школа. А ово е професор по ликовно Мите ли се викаше? Мите, да. Професор по ликовно. А Десанка ми е класен раководител. Да, ти си учио кој школу? Во Крстемица. Крстемица. Тоа е, да, Крстемица. Еве исто, ово е треќо одделение, исто учителка, Десанка. Ово е, пардон, на Ико мајка. Да, Нада. Нада. Чекај, Стошевска. Стошевска, да. Чекај. Еве го, тоа е горе-долу иста генерација што сте учили заедно. Да. Љупка Карталова. Аха. Ама она не беше Кумановци, него учеше с нас. После отидева за Банјулуку Карталови, Љупка Карталова, сеќам се на њума. Еве га Љупчо Кекена. Овој смо, значи, у прво одделение, не знам кој е. Сега покажемо, ево дека, овие ќе кажеш, дека е Жмара, ама други ќе кажеш кои се. Ово сум ја, ово е Владимир Боцевски Жмара, кошакаш, познат македонски кошакаш. Ово е или едно дете од детски дом другарче со нас, Илија Шилковски, он е у Скопје. Ово е Виолета Деур, она е веќе, како разбра, покојна, нека е власна земја, многу големи другари сме биле. Ово е Гордана Алексиева, Алексиевска на доктора Гудула ќерка. Гудулац. И ово е Миче. Татко му беше, они со Ресенчани, ама с нас учеше у Куманово и туј татко му беше на служба. Сега, Дане, која е символика, ми кад го правиме денеска емисију, понеделник, денеска му е роѓен на Жмар. Боцевски. Боцевски. После с Боцевскога ми заедно исто... После живи у Охрид. Таму се оцели. Тамо ли? Таму се оцели. Завршуваше основну школу. После, веројатно, у тоа време традиција е било, идете у гимназију. Гимназија е била голем бренд у школство у Куманово. Па еве... Ти запишуваш гимназију 60... Више не се сеќам. 66 го матурира, тоа е било... 61 беше една радна акција на Сутјеску. 7 ле заврши, 6... Ти си 62 запишава гимназију. Такој нешто, 62. И у гимназију, кој ти бија гласен? У гимназију, тој беше сваку годину не ги менја се. У прву годину ми беше професор Бобров, стар паланчанац, професор по историја. Добро. Па после ми беше... Предавајте е Чевла, Кукац. Да. Ја од Кукца бега од Куманово. А Чевла ми е предаваја математику. Добро. Владо Филиповски математику ми е предаваја. Воја Чевла, многу фини професори. Да, Милка жена му историја предавала. Да. Овој Бобров, па после Миштерчо едно време беше класен. Па Аврам дојде класен. Свето Аврамовски. Свето Аврамовски. Они ти предаваја физичко. Физичко, да. Да. Физичко ми предаваше. Па физико ми е предаваја Кукац, ама с njega не се миришеше, ама ити. Ја не знам зашто тај човек на мене као малку прогањаше, ама он се има изгледа ми с мои братовчеди, с некого од нима закачено, Да. а на мене тамо... Кој е твој заклучок за тие сви професори у гимназију? Они су биле стварно строги, али су биле правични. Сега ќе ти кажам. У време кад сам ја учије гимназију Куманово, јас сам имал такво чувство дека е тој најбоља гимназија у Македонија. Знаеш зашто? Кад дојдева 63 годину, ја заврши прву годину гимназију, у втору годину кад дојде 63 годину, дојдева и скопски деца да учи с нас. И ми, да кажем, ако има клас 30, оден пут би намо 40 ученика. И скопски деца. Ја прави успоредбу оној што ми знаемо и оној што знае сва тие деца што дојдева од Скопје. Добро. Ми бема бољи од нив. Бољи бема. Ленче Софрениевска, како го викава, наша генерација с нас учеше. Ова е Судика Ленче Софрениевска. Судика Ленче што би, ама не е укувано, у Скопје е. Скопје, да.
После тоа, татко во полицiju, вамо тамо, форсира сваги, можда и по партиско линiju sve. Ali ja sam gledaja tije što dojdeva sa nas po kvalitetno znanje, mi smo kao malko poviše imali znanje. I ja imam še čustvo i danas kada toj profesorka Branka Francuska mi predaše plava jedna i na njemu kaža, vikam profesorke, ja imam čustvo da mi smo bili jedna od kvalitetnih gimnazija u Kumanu. Кој со тебе учие во гимназiju, во овој прилику да ги споменемо твои школски другари? Па мои школски другари, Миле Поповски судија. Виолета Деур, она е била и одборник, нешто од... Она беше директор на Пионерски дом во Куманово. Директор на Пионерски дом. После чека да се... Жена ми отиде у Скопје у фонд за пензиско. Драгица, Бажика у Врање, благородно у Врање се одаде професорка по... Она там не живи сега? Тамо е почината. Почината. Да. Све со овој моја генерација, све успешни. Овој на Шандева, Шандева, еве го, ова е Шандева. А кажи ми... Од Шандеви, тие кумановски фамилијата. Ти завршуваш гимназiju и некако се преломуеш да идеш у Скопје. Отиде у Скопје, запиша се на машински факултет. И почна машински факултет да студирам, меѓутим, ми почнамо куќу да градимо на Водно горе. Татко ми купи плац, али земјотрес не пресече. Изградимо темели прва плоча и стопира, десисен земјотрес и стопиравани. До 67 годину не дава се ништо да се гради. Тек ја като отиде у Скопје на студија, на машински факултет, почна да трчу тамо по општину, документи ни пропаднава у Скопски земјотрес во општину, тамо све, нови документи, ново све вадење. И 67 години, ја 66 отиде, 67 година спеја да ги извади документи и почнава да го градимо куќу. 67, 68, 69 година има смо свадбу у фамилију, сестра ми го муже смо. После падна мајка ми болна, ја мора да прекинам студија и да отиду у војску, зашто татко ми остави работа за да го спаси мајко. 6 месеца татко ми бија до кревет на мајко ми у болница, у Скопје. Пола Куманово дојдева наши роднини, пријатели и све да го посетив мајко ми. Зашто на многу људи смо помогнале ми, мајка ми и немамо ми некој, бар ја колко знам, немамо ми некој такви лоши работи. Не смо били жедеви, нема пијаници, нема коцкари, нема такви домаќини. Нема бараве, што викав, да. Нема бараве, домаќини људи. И бега војско, зашто дома останамо без приходи. Мајка ми болна, татко ми... Татко ти, цела фамилија ви се пребацили у Скопје? Да. Татко ти тој принудно направија или таму наше работа друго? Па, како го започна куќу, не, он више... У Скопје работа еден период, али главни стаж му беше у Куманово на njega. И он у Куманово се га собра. У Скопје работа у едно предпријатие, таму да доврши 60 години, да стекне право за да иде у пензија. Иначе, татко ми, што да ти кажу, Марјане, татко ми беше роден за трговија. Роден бизнисмен, с данашни овој. Ако ти што гледаш овдека? Гледаш плочки. Татко ми гледаше пари. Мајстор да направи пари. И тражи свега, тамо 500 година, не знам кој година, у Куманово собрале се папучари, формирале папучарску задругу, знаев да прави папуче, не знае да ги продаде, не знае да наплати. Па га доваѓав дома каде нас, тражи га татка ми да им биде директор на папучарску задругу, за да он ги води финансија, па татка ми фати по цело Југославија на службен пут, продава папуче све, донесе паре и папучари трчи по njega, на тебе толку, на тебе толку, на тебе толку, на тебе толку, кој колку папуче направија, што све. Бие многу способен. И што ми беше збор, сакаше да...
Он беше мајстор по финансија и маркетинг, он знаеше што треба. Да. Што треба што тражи муштерија да тој да набави. Кумановци имае сенс за тој. Маркетинг, бе, знаеш, да испиташ потребе на пазар, на тржиште. Вие си голем љубител на извидјачки одреди. Извидник сам бија цел век и денеска ми е извидничко срце. Мислам ќе покажемо некои слике. Еве тие. Предводник на тие сви извидјачи бија чувени кумановец на Димца Фефе. Фефе. Легенда кумановска. Фефе ни е бија нас... Идејни воđа е бија он. Он е, мене, Фефе можда, како на думета татко, па и на мене, што се вика према године, али Фефета смо ga поштувале, ми како деца извидници. Фефе е бија за нас неприкосновен. Што каже тој? Не е само што каже тој, он е бија многу фин човек, Фефе. Меѓутим, он не учија нас на извидничку дисциплину, на ред, на тие извиднички вештине што треба. После дојдева и други, и Кире дојде, и Менде дојде, и Кире. Да, Кире. Менде, на Кире, на Мендета брат е он. На Мендета брат, да. Постар брат Кире. И сам, ја с голем мерак сам бија извидник. С голем мерак, еве сам ја тој. Овој сам ја. Ова е таа екипа. Па сам са извидници, па Трпе, па с извидници сам бија и на летовање, цело. Ево, дека овој пишува околска смотра Куманово 11 октомври 65 лево или 61 колиска смотра Куманово 61 година. Тој кога си имае само 14 години. Да бе. 61 година сум седмо оделение. Извидјачи е горе-доле пандам на војско и таму дисциплина. Тој ми не знам зашто, јас сум многу сакал извидник. И тој лето 61 година ја отиде после овој смотру, чини ми се. Чини ми се дека после овој смотру ја отиде на радна акција, славеше се 41, 61, 20 години почеток на револуција у Југославија, у Ужице. Ужичка република. Ужичка република. И ја беше од цела Југославија идесва и од Куманово, мајка ми за 24 сата, мајка ми беше надрека со шима униформу, извидничку, и за Скопје, од Скопје преко Приштину за Краљево, отидемо од Краљево за Чачак, од Чачак до Ужице пешки, 5-6 дена, преко Севојно, преко тамо пешки. Не имало тега автобусово на такси? Не имало све, него марш ни беше така. Марш така би бил, да. Јас седмо оделение заврши преко лето. На 20 јуни негде отиде, а врати се после 2 месеца. У Ужице, на прославу на Ужичку републику, па на Белу земју, таму имаше шаторски град од 10.000 шатори, цел шатор. Овој цел град беше, страшно нешто, огромно. Извидници, феријалци, разни организации. Па од тамо се пиша, отиде на Тјентиште, на радна акција још месец дена. И сам бија на Сутјевско на радна акција и после 2 месеца се врати дома. Така е било. Млад сам бил, седмо оделение и на Сутјевско, тамо преко 300 км има пешки пројдено низ тие планине, пошто упиша се, некој се упише в курс да возимо, да научимо пет да вози. Некој јас се упиша курс водичи на Сутјевско. И 300 км, 7 дена, 7-8 дена, ранац на грб, и по планине сви места куде е водена битка на Сутјевско сам ги прошетај. Ми ќе покажем овој прилику данену слику од 65 година, 22 август. Ова е градско првенство, горња плажа, базен во една... Имаше базен горе над Бедиње, понатамо, војни базен. Официрска плажа се викала. Официрска плажа, па тамо јас сам се тепаја за да улегна на тој плажа. Не пушта сва, треба да имаш некои врски, некои пријателјства, некој да те пропушти. Па прерипаше по ограду све, само за да иду да се избањам, да пливам, да... Еве сам ја тоа, ама тоа имаше првенство сега, више сам забравија све тој. Првенство се организираше позади пишуе. Тој више... Ово е Сане беше, сак се сети. Стојмир Саневски. Стојмир Саневски, ово е Сане. Сак ми текна Сане. Они бие како некој организатор ли бие? Да, он беше организатор на такој на
Сане жив Рукомет. и ден данаска 90 години има. Ќе го поздравим овој прилику и njega. Санем, текнами, Сане. Да, еве дека се пише. А овој беше на Драгана Джоевскога уико, овој. Како му беше имени, сеќам, па до njega сам ја, другите више. Али ише сам на тој базен. Еве друга слика. Овој смо... Овој... Мире Тајто. Еве сам ја, еве га Чедо Черчил. Овој е некој рукомет нешто. Да, рукомет. Екипа некоја веројатно. Не знам како смо се, ама не сам ја бие с ним овој екипу, него смо се сликале такој. Мире Тајто. Ја С Чечила познаваше се, познаваше се с жив не контактираше се, живе, да. Па да се видиме во кој. Ако Да, го видиш, поздрави га. Ќе го поздравува обавезно. Дали ќе се сети на мене, не знам. Да. Чедо Черчил. Чедо е бија легенда на рукомет у Куманово. Големо име. Со Чедо Черчила се знае, смо, он е постар од мене нешто. 43 е он. Он е постар од мене. Еве овој слика. Верка Богоевска лева. Да, Еве Верче. наша чувена ракометарка. Чувена рекометарка, Верче Богоевска, наша школска другарка, наша моја генерација, со женом и она беше у клас. С мојата сопруга. Еве го, ќе еве го, покажемо после еве го и овдека, Да, Верка. ќе го покажам. Она беше со женом и у клас. Сега ово е локација познат центар на град Куманово, друштво, традиција. Овој су постари од мене, само тој ради Верко сам го донеја слику. А ова е исто, како се викаше рукометашка девојчето. Како ово беше имено, плаво крилци играше ова. Има Владанка играла и со Јасмина Голубовиќ е било. Јасмина Голубовиќ, наша генерација. Да. Еве го Верче. И овај беше рукомет, како беше име само. Абе, многу не се сеќам. Благица Шврчо да не е. Благица, такој Да, треба. Благица Петковска Шврчо го Такој вика. требаше да се вика. Еве овдека овој слика, негде вајде домашна атмосфера. Што пише? Испраќај на Дибу, 68 година. У војско ли е овој? Драгиша Дибо, мој другар. Ама Дибу пише. па вајде 68 војско. Тој е дома атмосфера. Домашна атмосфера. Овој Раче покојан е Раче. Добро. Овој сам ја, овој е Благе Станјевац. А Дибо и он е покојан, умре. Драгиша Дибо, у пошто работеше. Еден низак такој дебелчак. Не знам дали ga знаеш. Еве овдека оваа слика. Ово е некоја шесто одделение, ово нешто се славиле или не знам. Нова година. Нова година, да. Шесто одделение Нова година. Капе на главу тоа време е било. Даде тие, Нова година. Па еве, ту е Бране, еве га, Владо Боцевски, Бране после у КСК играше центарфор. Бране Стојановски или како се Бранко Стојмановски. Брат му е судија беше едно време. Мислу дека е Стојмановски. Еве да не забравиме Дани оваа слика исто од плажот, Од плажот, првенство. Где рипате у воду. Да, пишуе тој. 22 август 65, да. Да. На базен на Јана, на Јана. надпревар, Куманово, прво првенство у пливање. Пливање, еве. Убави фотографија. Ова е историја на град. Абе, дом има едно вреќе фотографии. Да. И вчера цел ден ги тржимо, више ми историја Еве. на град, ја ти викам. Еве га твој другар, еден од најбољи другари, Драган Џое. Драги Џое. И тој е Ете га драги Џое. Овој сам ја, овој е Драги Џое, тој третиот не се сеќам, кој не може да го познам. И тој е некој другар, ама не може да го познам. сега, овој прилику ја кога ти спомна дека околу Соколано ти си таму израснаа, дека Соколано се реновира, ти се многу емотивно вржан, Ја ти си израдува и на израдуваш. некој начин има желју тоа да се све заврши. Многу ми е мерак што се на Фатија градоначалник Максим да се Соколана обнови, рехабилитира, да се дотера како што треба. Соколана не е да пропада никако, тоа е историја на Куманово. Ако е градено за време Краљевина Југославија.
Ali tamo je rodena pod 46. godinu, posle ne znam tačno koji godine, tamo je rodena košarka u Makedoniji. Organizirani su zimski košarkaški turniri na koji su dovođali poznati ekipe od Jugoslavije i košarkaši poznati. I ja sam ih gledao, i Cvetkovića, i Gordića, i Đerđu, i puno, i Dragiša Mišović, i svi sam ih gledao. I naši kumanovski, Nini, Tošo Pačkovski, Mite Šuga. Lastavice, vire. Da, Lastavica, Caci Lastavica. Vidosav Danevski, Lastavica, brat Mučere. Posle ove Mice od Sokolana. Duško Ivanovski. Da, Duško je... Mnogo igrači. I tamo sam u Sokolanu, nema da ne smo otišli blisko. Ti si tamo izrašnaja? Tamo sam izrašnaja. Tamo imaš ja i drugari u Gornji park. Ljubčo Keke, Ljubomir Kimovski, tatko mu Keke, borac, prvoborac. Pa smo se s njega u školu zajedno učili i drugaruje smo. A i tradicija gore Sokolana nema... Ti si bio na igranki u Sokolanu, sigurno? Bio sam i na igranke i na sve. Međutim... Evo ti donese jednu sliku, tvoj tatko, ovo je 36. godinu, ali Sokolsko društvo... Evo, najde go doma, ali tatko mi je... Sokolana, Sokolsko društvo... Išao da trenira u Sokolanama, ne... Posle si išao u dućan da se raboti. Ali evo taj slika Zemaja, koji su tu, što su, kako se ja nikad ne poznam. Ovo su sve Sokoli, naši ljudi. Da. I ova fotografija je mnogo bitna. Ako saka muzeju Kumanovek im go dam, da ne propadne taj film. Da. Evo ovdje slika, grupno izlet. Ovo je izlet u Gradiški manastir. Той беше с камиони, kad немаше пут Куманов Свети Николи, kad беше јоште макадам. Па с камиони се возио, прашина се диза. Ово е излет на првомајски, другомајски излет у Градиште, у манастир, у Градишки манастир. Еве сам ја тој с најдоле, с бричену главу. Се кажи ми, Куманов имао своју чаршiju, своје корзо чувено, препознатливо. Корзо je bilo mjesto kude što mladi Kumanovci su čekali priliku da se udvaram na devojke. Tu je si društvo su se sobirale, drugari se soberev, devojke šetav, drugari šetav, pa gledav se među sebe vamo tamo. Tatko mi je sa Boru Menka bio prv drugar, nerazdvojni drugar. Sa Boru Menka. I puno partijski zadaće što ima Boro Menkov, da gi završi, tatko mi ги ima završen. A nikoj ne znaje za to. Da. Nikoj ne znaje. I tatko mi trebaše u taj partizanski odred da otide 41. godinu sa Boru Menka gore u Karadak. Međutim, dogovorili se da ne ide, zbog toga što na tatka mi tatko je šlogiran doma, on ostavlja maloletnog brata i baba mi čuvala ga je dedo mi, nema egzistencije, mora je da ostane, on je stvara egzistenciju, a da mu bide jatak na Boru Menka za svak slučaj. A inače, prvi drugari su bili sa Boru Menkom. Ja ne mogu da go najdu sliku doma, imam ja sliku, tatko mi sa Boru Menka. Kaži mi, ako nije tajna, i vas kada je prašam, gdje go zapoznaste vašu suprugu? Da li na igranku, da li na korzo? Ko će ti kaže сега? Ja moju suprugu go znam još te od dete. Međutim, ne sam imao mnogo tako u društva, pošto mi smo od jednu stranu na izgornju školu, oni su od drugu stranu kod je Cvetan Furniđija, ispod gimnaziju. Ali ja sam niz njenu ulicu provođaja kad trebaše da idu od tatkovom kući u majkinom kući. Od Veleški sokak na Projerski sokak. Ja proješe po tu ulicu i nju mogu znam ja od dete. I zapoznate se slučajno? Ali mi pravimo svadbu na sestru mi pomoć. Ja sam najstar, pa posle mene dve sestre imam. Ali taj postrata kad se odava 69. godinu, mi pravimo svadbu i taj moj zet, on беше drugar sa s njima i dovede go na svadbu kude nas. I ja tega, ja već imаше vozački, ne tak počna da uču 69. godinu vozački, sa zeta mi,
Татко ми купи кола, така, ја од друштво моја прв дојде до кола, татко ми купи кола од Белград Опел Рекорд, настаро. Али убава кола, научимо и отидемо сестра ми, зет ми, тај нов зет, тазе зет, и ја и жена ми у Сарај на вечер и на провод, и од тога решимо да се забавljamo. Еве Дане друга слика овдека. Тој ми е едни другари, тој нема тој Кумановци, не се однася тој ништо за Куманово. Овој се од Скопје. Не се од Скопје, тој имаше ја малку некои работи у Свети Николе, па се тамо сликамо. Добро. Еве друга слика. Тој ми е моја фамилија. Татко ми, мајка ми, ја и двете мои сестри, ама тоа е било... Мајка ти како се викаше? Нада. Нада. Татко ми Тоде Сестра ти како се викала една и друга? Една се викаше Радмила, друга Светлана. Светлана, добро. Светлана. Една Радица, друга Цеца. Они се живи во Скопје или има некој? У Скопје се живи. Сви нема у Куманово? Нема. Од мој ужу фамилија Куманово више нема. И куќу го продадемо, туј сам многу пишман што го натера татка ми да го продаде наша куќа у Куманово. Сега кажи ми, ти завршуваш факултет, идете у Скопје и тамо се ти запослуваш. Ја не успеа да завршам факултет. Не го доврши ради тој што беше у војско, кад се врати, мајка ми болна успеа да се спаси, мораше ја да се запосли. А жена ми, так ми беше девојка, договорима се она да ме чека од војско. Она ме чека. И кад се вратија од војско, ја отиде у Охис да тражу работа. Дома нема приходи од ништо. И тамо се сретна со еднога мојега школскога другара од Куманово. Он шеф на пожарникари. У Охис. И ја седу на капију таму у Охис, 72 година, при крај на 72 година. Не, при крај на 71 година. 70-71 беше војник. При крај на 71 година ја чекам на капију и он доваѓа: "О, Жадо, куде си, што правиш?" "Што тој?" Прашуваме, "Што овдека?" Ја викам: "Абе, дојде, викам, да прашам на моју девојку, тетин, туј е некој директор во Охис, викам, ако може некој работа да се запослат, дома ситуација не е сјајна." Он вика: "Иди на железничка станица, така стара железничка у Скопје." Да. Стара железничка и оште у дрвени бараки беше, срушена. Вика: "Иди на железничка станица, некоја соба 4, тамо прашај тамо." Ја иду туј, прашују тамо, викам: "Пративаме туј соба 4, тражите некои работници, нешто." Вика: "Треба ни кондуктери." Служија ли си војско? Викам: "Еве, нема месец дана." Јас само месец дана што се беше вратio од војско, пријави се за жител на Скопје, извади личну карту, све, работна книжка, сви папири, све ми спремно. Викам: "Све имам готово." Вика: "Иди дома одма донасеј." И отиде од јутре до се вика на работа. Не на работа, него на курс. А тоа е фирма Феротурист. Феротурист, погон на ЖТП-ско. Ја мислам ќе биду возни кондуктор. У воз да прегледуви карти, само... А оно да ти биде курс, 6-месечен курс за стюардери. На спаваќи, на салонски вагони, на спаваќи вагони, на кушети. И кад заврши тој, у јуни месец, ја 20 јуни завршимо ми со тој курс, 72 година. Не, 20 мај, завршимо 25 мај не пратива едно туру до Београд да направимо и назад со спаваќи вагон. На 1 јуни ми додева решение и на работа. И фактички ти си како вработен у Феротурист прошетаја многу? 10,5 години сам бил Феротурист, прошетаја сам Париз, Венеција, Трст, Атина, Југославија, Копар, Риека, Сплит, Бар, све, цело Јадранско област, Виена, до Дортмунд сум бил горе у Германија, Минхен, 100 пута имам Минхен отидено, Београд, Загреб, тој е... Работаја си 10,5 години? 10,5 години. И после идеш на друго место? И после тој, више, некои работе почнава да ми бива појасно. Почнава да се дешава некои железнички несреќа. И ја
Викам, да, Јордане, и од тога отиде у Њик банк у Бело деловите на Скопје, а пошто ја 10,5 години работеше с пари, све, девизе. Идеше у Германија, сум 100 пута у Минхен отише, не една пута. Ја познаваше ги сви европски валути. Отидеов дека у банку у Скопје, они знаев само, завршиле средно економску школу, знае само дуговна и потребна страна, како да книжи. Пари не виделе, пари не познавам, не знаеу да курсират. Ја отиде таму и почна. И одма ме примива на работа. Одма ме примива, почна да средуju документи тамо, кој паре важи, кој не важи, кои се оригинали, кои се фалсификати, како да се курсира, травере чекови све. И директорот кад виде колко ја имам знање, а тој никој ништо не знаеше, почна нима да ги учи, да ми ги дава мене да ги праксирам. И до крај остана у банку, после он го До пензија. До пензија. Пензионера си, фала му на Бога, не сам имаја, со 40 години стаж ја отиде у пензија. Не сам имаја некои големи проблеми, сега имам нормален живот, жена е пензионерка, она с 39 години стаж отиде у пензија. А 35 се траи за жена, она с 39 години. Али Дане бие голем љубител на планинарење. Еве, тој пасија била, ова е слика на кораб кад си бие. 5 пута имам на кораб се кача. Планинарство е убав спорт, здраво е. 5 пута на кораб и тој од Скопје специјално појду на 8 септември кад беше ден на независност на Македонија, државност. Идеше едну годину спам у Маврово, па и фамилију ке го оставеше доли у подножје на кораб, ја 5 пута на кораб сме. И сега би отише да имам некои други обавези, и сега би се упутија. Фала му на Бога со здравје, со Планинарство срце. е добро. Со здравје, со срце сам, Маријан е добар. Да, тоа е Тој неа. не. Сега, овој мене ме интересира, кад се останае у пензију, пензионерски живот е специфичен. Од еден пуда немаш обавезе. И како ти сега да не испунет кад си у пензија? Ја до ден денеска не сум застанал. До ден денеска немам застанат. Ја имам унуци. Прво имам унука ми е од ќерко ми го мужи, па прво дете е женско, она е веќе 25 години внука моја, внуката. Нек се живи и здрави. Ја чекам, ако се даде Господ за година-две да се мужи, па равно ќе да чека. Тако е. Па после ќерка ми има друго дете е мушко. Све сам ги ја тој носија у школе, вамо, тамо, по... Што требало? Овој прилику ги поздравljam унуци кои ќерко и зета и синот ти да Од го сина поздравам. исто такој, прво му е мушко, друго му е женско, ја још... Сега моментално да се нашмееме малко, ја иду у прво оделение. Ти си прволачец. Прволаче сум сега, унуку го носу у прво оделение, а у Забојште го носи едно 3 години, у градинку. Сега, овој година, прво оделение учиме с унуку Тоа е дома. најголемо задоволство. Што да ти кажам. Денеска, овие дена ја учам математику, Тако. коси линije, бели, прави, овакви, онакви. Прво да, унукат више, од сина ми унук пораснao више. Више бечара. Прву годину средњу школу е, фала му на Бога, Маријане, оваа транзиција, моја фамилија не го закачи. Тоа е битно. Ја и жена ми смо солидни пензија за македонски услови. Немамо оние многу големи пензија, али ми нормално, солидно може да живеем. Ќерка ми работи, зет ми работи, син ми работи, сна ми работи. Да, тоа е најважно. И стамени прашања се решени и на сина ми, на ќерко ми, на сина ми оставljam куќу, на ќерко ми окупи стан. Решени су све. Не сам кафанџија, ако чекав пари да земе од мене, сви ќе затвори внука мене. Ја не сам кафански човек. Ја дома нема гост кога не сам пречекал, нема човек кој не ми е дошao гост, ali ја дома ќе ga пречекам, на еду, на пију, на госту, све што треба, али ја не сум кафански човек. А мои другари у Куманово, сви овие што ги гледаш туи, Да, што ги спомнамо, да. Што ги спомнамо? 69 годину татко ми прв купи кола и ја прв дојде до кола. У Шајчеву кафану ќе се напиев, ќе искочимо зимовска, так имаше зиме.
Ки скочим надвор, ки ги пресечи и сви ке легне на земја. Си сам ги собираја у моји кола да ги однесу дома. Шачева кафана е била препознатлива во тоа време. Да. Јас сам ги собираја дома сви мои другари да ги однесу дома. Јас сам за нима Да. водија рачун, а ја со нима седу у кафана, ама не сам пија никако. Сега да не направиме пропуск у емисију, Да. мора да го покажеме твој супругу, зашто она ќе се наљути ако не го Да. наслигу. Да Мора му да махнеме, испоштуваме све. Знаеш што каже? Еве, овој се твоја генерација, меѓу која е твоја супруга. Да, ова е моја супруга у Бело Хаljinu, Она се Иванка. викаше како? Јованка е она, Јованка. Иванка, Ивче, Иванка, Иве. И овие су твоја генерација исто, ти Да. се ги кажамо. Сат и 15 минута зборимо. Што би ти данес советуваја како искусен човек, како кумановец кој е прошел све у живот, една твоја лична порука за млади генерации? Денеска млади генерации живи со овие телефони, лаптопови, компјутери, Млади дружење. генерација, ова кој ќе ти кажа? Можда нема да успею да ги составу правилна реченица, али ќе им кажа едно. Да се узда у себе, да има повише самодовербу, не да були у телевизори, да биде повредни, подисциплинирани и да не се утрошлие. Најтешко, ја, пошто татко ми бија голем трговец, татко ми бија мајстор да направи капитал. Друга ствар е што живеја у време кад не се могале многу да го сватим. Денеска е, да е татко ми денеска жив, милиардер ќе биде. Страшно нешто. Немам слика од njega, имам слика туј. Он беше да, јер најтешко у живот е да се створи капитал. Еве мој савет. Све ќе направиш, и куќи ќе направиш, али капитал тешко се ствара. Али само честно и поштено и баба ми како викаше, моја на татка ми мајка една бистра жена викаше: "Сине, гледаме мене овакој кад пораснуеше више 5-16 години. Многу пари у живот ке печалиш. Ама твој ќе остане само оние што си ги овакој со твој зној заработал. А све оној што си заработал, ако си демек како дошло, такој ќе отиде, сине. Тој не е твоја мука." И баба викаше: "Сине мој, гледаме унуче, баба не ти советуе уопште ти да превариш човека, да украдеш нешто, да такви работи. И да се млади деца поуше дружив дане. И да се дружив и да се помага в другарство да развива. Да. Другарство. Ми смо другарство развивале. Ќе отиде наш другар у војску, ми негово девојко, другите другари го чувамо го, изнасамо го на шетање, на игранке, на све. Не смо го отфрљале. Другар ми е у војску, ми смо дужни негову девојку да го... Такој беше. Да водимо сметку, да не во е досадно, да не во е било како нешто. Последно питање, кога би се хајава прилику да поздравиш? Сви твои кумановци? Мои мили кумановци, мои мили другари. Ти га Куманово носиш у срци ден денеска? И денеска. Да. Ја кад ќе дојду у Куманово, пуно ми е срце. Имам пола Куманово се ми роднине, и пријатели, и другари. И стара кумановска фамилија? И стара кумановска фамилија, моја фамилија 8-9 генерација, 150 години, од 1870. Сега после емисију идеш ти да се видиш с кумановци некои? Идем да се видам с мојега другара Милета Джимрета. Миле Поповски Миле Србија, Поповски, туе. с доктора Владо Думца. С Думета прво, па после каде. Фала ти што беше гост и кај се пуште со колана кај те викамо да ме викате и фала ви што ми се јависте. Кој ти кажам, Зоки ли? Зоки у банку што работи тете каже зато. Па јас сум учичен. Кој вика имам вика многу вика јакога говорника. Јас сум учичен на njega, татко мој и јас смо први братучеди, драги доктор Жеда. И вика мајче га викамо човека да збори во емисију. Па многу ми е мерак што ме повикасте, поготово што ми спомнасте за Соколану. И со тој ме привлечесте да се решу и да дојду. На овие година, јас 76 години, 77 сум го фатија више. Да беше пролет подруго ќе беше, сега е зима, али реши се киду за Куманово нема тој. Пешки ако требаше ќе дојде. Да. Фала му на Господа, здравието ми е добро. Да. Фала ти што беше гост и ќе се видиме друго прилику. Поздрав на свите, мили мои кумановци. Толку за денеска, пода од ресторан Ексклузиви, се најбоље.